почитувани ученици. Денеска за ова методска единица имаме обучување на ставови, односно почетни положби за изведување на одредени вежби, кои што имаат своја терминологија, односно име, назив, како се тие, како нивното име, како се викаат и како изгледа. Денеска ние тоа ќе се обидеме да го покажеме. Да речеме поголем број на ставови со стапала од стоење, дел од исчекорувања, дел од чушнувања, клекнувања, седења и лежења, така да имаме поголема лепеза на почетни ставови, кои што вие сега преку гледање ќе ги изведувате, но и подоцна во текот на вежбањето со самото слушање на називот на вежбата или почетната положба, вие веќе може да се подготвите во тој почетен став, а дури наставникот уште и да не ја покажал вежбата, или кога нешто ќе прочитате или ќе слушнете, вие ќе може да ја замислите таа почетна положба или како веќе би требало вежбата правилно да се изведе во перспектива во текот на наредна година и во ваше идно вежбање. Еве ние ќе искористиме оваа позиција за ставови од стоења. На ваша десна страна ќе пробаме нешто во клекнување и седења и на лева страна на оваа подлога ќе пробаме да покажеме нешто од лежење. Да речеме, овие квадрати се искористени овдека за да полесно вие ги увидите на видеото ставовите. Па нормално би почнале од став Е. Да речеме став споен, значи споени стопала од внатрешниот дел, најчесто се изведува кога, да речеме, започне часот или пак од некоја основна, да кажеме, вежба за напред-назад, лево-десно. Потоа одиме само со, еве, ќе искористиме вака, да направиме само со споени петици, став петен. Потоа може со споени прсти да покажеме напред, петици на надвор, став прстен, споени прсти. Потоа можеме така да го објасниме, значи во лева и во десна страна, ако одат прстите, а петиците споени, тогаш е став рамен. Едно стопало позади другото напред, став мерен, со лева нога напред, но можеме да направиме истото и обратно со десна нога напред. Став паралелен е во ширина на колкови, односно помеѓу двете стапала има простор за уште најмалку едно стапало, став паралелен, став, да речеме, нормален, став од кој го изведуваме секое наше стоење или почеток на одење, на вежбање, така натаму. Пошироко поставени стапала, еве, барем за едно стапало пошироко од ширина на колково или веќе во ширина на раменици е расчекорен став. Ако дојде, може да направиме вкрстен, став крстен, каде што левото стопало оди во линија на десниот колк, а десната нога на левиот и вкрстуваме со десна нога напред и може се вкрсти и со лева нога напред. Оред, еве сега расчекорен став поширок, па може да започнеме еве да речеме со исчекор напред, значи од став нормален, исчекор напред со десна нога, исчекор напред со лева нога, исчекор напред и косо со десна нога, исчекор напред и косо лево со лева нога. Зачекор назад со десна нога, зачекор назад со лева нога. Исто тоа може да се направи во речем диагонала, во косина, зачекор косо назад со лева нога во лево, зачекор косо назад со десна нога во десно, отчекор во страна со десна нога во десно, отчекор во отчекорување во страна со
со лева нога, еве може, па дури може и вкрстено или зад чекор со лева нога вкрстено во десна страна, зад чекор со десна нога вкрстено во лева страна, исто и напред, зад чекор со исчекор вкрстено со десна нога напред во лево, исчекор вкрстено со лева нога напред во десно. Еве, сосема доволно, но веќе ќе може да се препознаат, нели, разликите помеѓу овие ставови и, да кажеме, некои барања на наставниците или барања на самите вежби, како да се изведуваат на почеток, во тек на вежба или на крај на вежба. Еве да речеме сега од став паралелен, одиме во чучање или почучнување, странично ќе покажеме, почучнување или чучнување длабоко, чучнување, напред, длабоко чучнување, може од став петен, да направиме чучнување од став петен, со коленици надвор, почучнување и чучнување, нормално, длабоко, од став петен, почучнување и чучнување, длабоко. Но, чучнувањата може да се искористат, а ги правиме доста често во вежбите, со отчекорување на страна со десна нога и почучнување на десна нога. Отчекор во лева и почучнување на лева нога. Исчекор напред со десна и почучнување на десна нога. Исчекор напред со лева и почучнување на лева нога. Зад чекор назад со десна и почучнување на десна. Зад чекор назад со лева и почучнување на лева нога. Добро. Има уште понекоја варијанта, отчекор на страна и почучнување на длабоко на десна со извртувањето страна. Користиме често постигнување, исто. Овдека и така, еве во страната позиција, малку за разлика, да ги разликуваме вежбите и да внесеме динамика. Од чучнување ќе одиме во клекнување на коленици предно, клекнување со расширени колена, разножено, клекнување на една нога на десна нога со предножување напред, клекнување само на лева нога, ги имаме вежби, ги работиме за стигнување, за сила. Значи, нека биде толку од клекнувањата, да не должиме многу, но ги има и тие вежби, да тоа што ќе се користи за вас. Седење со споени нозе напред, седење со разножени разчекорени нозе, седење со вкрстени нозе, седење со свиткани нозе во коленици, а расширени, разножени, седење со свиткани нозе во коленици, но споени, седење со свиткани или вкрстени нозе во коленици и вкрстени стопала. Речеме, еве пак 5-6 вежби од седење, кои се доволно потребни, дури може секојдневно и во играње во домашни услови, дружење, разговор и учење и читање, овие вежби да се изведуваат на под, на кревет, затоа кажавме и да биде многу душек. Еве, нека бидат овие вежби за сега. Па, овде ќе покажеме, речеме, лежења и отпирања. Лежење на грб, со раце покрај тело, лежење со раце над глава, надрачени, лежење на стомак, со раце покрај тело,
лежење со раце напред, расширено лежење со свиткани коленици и расширени и размножени коленици, може лежење на грб со свиткани коленици, лежење со речеме предножување, лежење со расчекор, лежење со предножување и задножување, лежење на страна, да речеме, лежење на страна со згрчени нозе, лежење згрчено. Еве дел од тие вежби со лежење, еве да кажеме и подпирање, лежење со подпирање на раце, подпирање предно, подпирање со свиткани раце на склеп, подпирање на коленици со свиткани раце, подпирање на страна, бочно, една рака, подпирање на страна со свиткана рака, можеме подпирање задно со испружени нозе и така натаму. Еве, мислам дека сосема доволна е ова лепеза на, да кажеме, групирани во 4 до 5 групи на ставови, подпирања, лежења, седења, клекнување, чушнување во исправен став, значи дури 6 групи кои што ќе помогнат во да ги изведуваме полесно, дури нели на звучна или кога имаме некоја пишана задача во тек на оваа онлайн комуникација или кога нешто се едуцираме, веќе да ние може да правиме една представа на моторна изведба, физички како да изведеме таа вежба. Благодарам, се гледаме следниот час. До гледане.